Денеска, браќи и сестри, имаме повеќе мотиви за говорење, зашто денеска е празникот на Свети Методи и Кирил, солунските просветители. Меѓутоа, денеска е и првиот Вселенски собор. И бидејќи соборноста е нешто најважно во црквата, ако некој ме прашал што е најважно во црквата, слободно речете му соборноста, зашто без соборност нема црква. Тоа ни го објави наши Бог е Отец, Син и Свети Дух. И покрај тоа што е еден, тој е собор. И затоа црквата своја ја успли како соборно. А таа значи дека без секого од нас, или поточно без било кој од нас, црквата е непотполна. Црквата е целосна само кога е во собор со сите. Се сеќавате ова пред една година, токму на овој ден, кога се прославува првиот Вселенски собор, се собра во Турција. И папата и Вселенскиот патриарх и во говорот папата во својот говор папата да нагласи дека единството на црквата не е луксус. Токму тоа и Римокатоличката црква и православната црква, особено зборам православната црква, голем акцент, најголем акцент дава на соборноста на црквата. Во Римокатоличката црква имаме дури и одредени пробиви на тоа учење, односно една личност, папата може да се наметне со своето мислење. Во православната црква никој не може да се наметне. Има обиди. Секој што по човечките слабости има обиди да се наметне некој со собственото мислење, меѓутоа заради соборноста која има црквата, не може да допусти никогаш да се наметне една личност. Ние ги почитуваме сите и првиот во црквата особено го почитуваме. Ама не можеме да дозволиме само неговото мислење да ги надмине мислењата на соборот на црквата. Ете, тоа е многу важно, браќи и сестри. И денес го славиме токму тоа. Црквата, уште од најрано време, првиот собор е познат како апостолски собор и пишуваха хроника за него во Светото писмо. Од секогаш решавала соборно и во тој контекст и на првиот Вселенски собор свикане прво, а потоа решавана соборно. Иако сите Вселенски собори до седмиот во црквата ги свикувал цар. Денеска многумина ни приметуваат вие православните, зошто немате повеќе Вселенски собори? И одговара, зошто немате цар? На некој начин е тоа така, историски никој не може тоа да го занемари. Ама царот, многу слично како и сега председател на некоја држава, ги зема трошоците на соборот, кои не се мали, дури многу големи, да ти дојде некој, да кажеме сега од Шпанија, во Константинопол, тоа е огромен трошок. Прво со месец ќе патува соборот, потоа може и соборот да трае со месец и треба да се и некој треба тоа да го плати. Ето го платил цар. Затоа
имал толку авторитет царот. Меѓутоа, никогаш на соборите царот немал право на глас. Гласале само епископите. Во денови, може би некаде слушате, сите собори дека биле еднодушни, не биле еднодушни, браќи и сестри. Кој добра позна историјата, ќе видите дека и како дури се Никола Шиман залепил нари. Тотално до тепачки зона на соборите. Меѓутоа, едно е важно, дека откако ќе се случи собор, откако ќе се случи гласањето на собор, откако едно од учењата ќе претежне, тогаш прифатливо или треба да биде прифатливо за сите. Велам, треба да биде прифатливо, затоа што вселенските собори веднаш не постанувале вселенски. Дури откако ќе ги прифати црквата, станувале вселенски. А да ги прифати треба, значи, вие, другите во друго село, третите во трети град, да ја прифатат, да речат, ова е вистината. Ако не го прифатат учењето, да речеме, вториот Вселенски собор, свикан во Константинопол, не бил свикан како Вселенски собор, ама заради важноста на учењето постанал Вселенски собор, зашто сите цркви во Вселената го прифатиле учењето за Духот Свети. Ети тие се важни работи од почетокот најлат или најважни работи во црквата, затоа што ние живееме соборен живот, а тоа значи дека не сум важен само јас, важен и другиот. Ако не повеќе да можам да се смирам до дамера, другиот да биде поважен, барем исто колку мене е важен. Тоа е основата на соборноста, да го прифатиме другиот, да сватиме дека црквата е црква како тело на многумина. Не е црквата сам човек. Затоа и знаете, во литургија никој не може сам да служи. Затоа што безсмислено би било сам човек не може да ја објави соборноста воопшто. Денеска е токму споменут на првиот Вселенски собор. И од апостолскиот, прво кој апостолски собор, потоа имало и други собори пред првиот Вселенски собор, меѓутоа првиот Вселенски собор има големо значење и нагласок токму затоа што е прифатено цела Вселена. И тоа е многу важно. А со учењето, најважно на соборите било учењето, посредно се донесували канони, така наречени правила, по однос на однесувањето на верниците. Меѓутоа тие не се најважното на соборите. Најважно на соборите, непроменливо, она што еден собор го прави вселенски, е да не го промени учењето на претходниот Вселенски собор. И така, во црквата православна има 7. Денеска го славиме и си го спомнуваме првиот Вселенски собор. На првиот Вселенски собор учествуваат големи оци, како Свети Никола, на кој е посветена и оваа црква, како Свети Спиридон, исто учествувал на првиот Вселенски собор. Тие тогаш биле епископи, никој може би не мислил дека ќе бидат светители. Сега е лесно со такви светители кои учествувале да го прифаќаме и да го признаваме соборот за Вселенски, ама во тоа време големо расудување било потребно на црквата. За да прифати едно учење од соборот,
дека е учење на вистината која се проповеда во црквата. Тоа било многу вдахновено и потребно било големо вдахновение кај оние учесници кои учествуваат да се изборат за тоа учење. Затоа што сите учења од црквата се донесени со борба. Никој е така лесно не дошло. И затоа се толку трајни. Трајни се затоа што се производ на борба. Производ се на животот на црквата. Цел живот вие знаете дека е борба. Борба со злото пред се. Затоа ги славиме Вселенските собори, од кој првиот е веројатно најважен, секогаш првиот чекор е најважен. Токму заради тоа што на нив се донесувале правците, како ќе се движи црквата, и еве така по тие правци се движи 21 век. Затоа што нормално основните правци Господ Исус Христос ги утврди. Ама многу од работите останаа недефинирани. Денеска црквата е толку развиена, скоро да речам има одговор на секое човеково прашање. Ама за да дојде до тој степен, потребно било да се развива низ вековите. Тој е почеток на развивањето. А и крајот на развивањето ќе биде тоа е во соборноста. Но соборност во црквата, тоа значи сечие мислење се почитува. Не може некој да го занемари нечие мислење, зашто токму преку тој најмалиот ќе говори Духот Свети. Духот Свети го кај сака дише, преку кого сака говори. Така што и ние, епископите, треба да бидеме смирени до таа мера да го сослушаме секого и да видиме дека и во секого, дури во најмалиот, во оној кој можеби е најоддалечен од вистината, и во него има малку вистина. И кога ќе направиме колаш, тогаш ќе бидеме сведоци на соборноста. Таа соборност, браќи и сестри, нека не води сите, а нека не води по патот кој ни го отвори Господ Исус Христос. Но, од друга страна, кој го продолжија, и оние кои денес ги споменавме, светите браќа Методи и Кирил, кои нам на словените ни ја дадоа азбуката. А азбуката е како да пишуваш, за да може да прочиташ, а не како претходно Свети Кирил што вели словените како да пишуваат во отворено море. Немајќи азбука тие пишуваат букви, ама колку трае буквата во море? Напиши буквата, а не трае ништо. А кога имаш азбука, тогаш гледате каков развој на словените има од 9 век кога живеат светите браќа. Милоста нивна нека биде на вас. Милоста на оците на Вселенските првоцените собор нека биде на вас. Да ве чува, да ве храни во сите дни на вашиот живот.